Денес во општина Прилеп, во локалната самоуправа, во посета се заменик министерката за образование госпоѓа Елизабета Наумовска и заменик министерот за локална самоуправа господинот Дејан Павлевски. Дојдоа денес заедно да извршиме увид тука во гимназијата Мирчаце во Прилеп, каде што се врши реконструкција на покривот на ова средно училиште, каде што, да напоменам само, ова е првата фаза, а после втората фаза ќе се реконструира фасадата на гимназијата Мирчаце во Прилеп. Ова е само еден сегмент, еден дел од она што го прави локалната самоуправа во сите основни средни училишта во нашиот град. Да напоменам само дека за оваа година локалната самоуправа има издвоено околу 30 милиони денари, или тоа 500.000 евра, исклучиво само за реконструкција на сите основни средни училишта во нашиот град. Капиталната инвестиција која од страна на Министерство за образование изнесува 14 милиони 400.000 денари, или повеќе од 135.000 евра. Меѓутоа, ова е само првиот дел. Следната фаза е реконструкција на северната фасада на ова училиште, со тоа што гимназијата ќе добие и побезбедно, меѓутоа и подобро училиште со подобри услови за работа. Имав можност да разговарам и со градоначалникот пред да дојдеме тука на увид. Гледам дека многу активности во минатиот период и сега се планираат да се искористи летниот период за да се подобрат условите за работа во училиштата во општината. Тоа ме радува. Насекаде низ нашата држава веќе летниот период се користи за да се подобрат условите, здравието и безбедноста на учениците. Од утре почнуваат уписите во средните училишта. Министерството за образование и наука веќе упатува апел до сите средношколци, односно сите деветоделенци кои за прв пат ќе видат средношколци, да не брзаат уште истиот ден. Училиштата се добро организирани, значи денес ќе направиме и увид во подготовките за уписот на ученици во прва година. Наместо 2 дена за нивна безбедност, сега се овозможени 4 дена. Резултатите ќе бидат објавени во петок после 15 часот. Тоа значи дека и тие што утре ќе се пријават и тие во петок што ќе се пријават ќе имат подеднакви исти шанси во зависност од нивниот претходен успех да бидат запишани онаму каде што сакаат. На сите ученици кои утре ќе се запишуваат, им посакувам успешни уписи, да се запишат онаму каде што ќе ја гледаат својата идна професија. Во изминатите 3 години, како никогаш досега, се посветуваме на унапредување на работата на локалната самоуправа, инвестирање во проекти, пред се инфраструктурни проекти во општините низ целата држава. Само преку програмите за рамномерен регионален развој и преку програмата за прекугранична соработка со соседните држави се инвестира преку 60 милиони евра во овој период, а со сите останати проекти кои што ги имаме со нашите меѓународни партнери, како што се UNDP, USAID, преку Светска банка, најголемиот донатор секако Европската Унија, имаме дополнителни 60 милиони евра. Ќе кажам повторно дека вакви проекти кои што значат унапредување на работата на локалната самоуправа, зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа и изградба на инфраструктурни проекти навистина се немаат случувано овој период. А ако на ова се додадат и сите оние проекти и програми кои што се во делот на руралниот развој преку Министерството за образование, преку Министерството за труд и социјална политика, преку Министерството за транспорт и врски, животна средина, ќе дојдеме до навистина голема сума на средства од повеќе стотици милиони евра кои што овие 3 години директно се инвестираат во општините, а се со цел да се подобри животот и стандардот на граѓаните во целата држава. Ова лето гимназијата е едно вистинско градилиште, бидејќи се започна со реконструкција на покривот. Следната фаза, како што најави министерката, тендерот треба овие денови да биде објавен за реконструкција на северната страна, на фасадата и целокупната дограма од северната страна.
Од друга страна, веќе во тек само останува уште некои административни работи да се оствари реализацијата преку Министерството за животна средина за нова котлара, која што ќе биде прва котлара во градот на газ и на нафта и која што инвестиција преку 100.000 евра. Имаме некои проблеми со земјиштето мали и е почнат процесот на експроприација со завршувањето на процесот и со средства од локалната самоуправа кои што се одобрени за градежниот дел од котларата. Се надеваме дека и со тоа ќе завршиме некаде до крајот на септември. Исто така треба да се започне со реконструкција на водоводната и канализационата мрежа и асфалтирање на целокупната асфалтна површина во училиштето. Вакви зафати ги нема во гимназијата многу одамна. Иако гимназиската зграда е најстарата училишна зграда во градот, преку 20 години нема никакви инвестиции во зградата и една голема благодарност и до локалната самоуправа и до Министерството за образование што ги сватија нашите потреби,